За само 6 дена ќе се одржи манифестацијата насловена избор за најуспешни жени менаџерки. Именно овој проект е најстар на Балканот, се одржува по 27 пат и е најголема поддршка за жените кога станува збор за светот на бизнисот. Повеќе информации на оваа тема, односно повеќе детали за оваа манифестација, ќе ни открие мојата денешна гостинка Лидија Трипуновска. Најпрвен добро утро и добре дојдовте во нашата емисија. Добро утро и поздрав до вашите гледачи. Драго ми е што утрово се дружиме во просториите на Марили. Еве ни течат завршните подготовки за двата настана, но оној што е традиционален е 27 години избор на најуспешни жени менаџери. Од минатата година овој проект е и регионален, па и оваа година две од лауреатките ни доаѓаат и од регионот. И сум многу горда што успеавме еве да го етаблираме овој проект, иако тој е и најстар на овие простори воопшто во регионот. Сепак изборот е многу важна работа за оние кои што се во бизнисот и за нивната поддршка на менаџерите, односно ние ги поддржуваме комплетно и жените менаџери, и жените лидерки, и жените предприемачки, и секако дека тоа е еден ветар во грб за сите нив, меѓутоа тоа е една порака до младите генерации дека не е невозможно да се биде успешен и на овие простори да се градат успешни бизнис приказни. Самиот наслов на оваа манифестација кажува дека ќе се избираат најуспешни жени менаџерки. На колку од нив ќе им бидат врачани статуетки? Еве пред нас можеме да видиме, ова е од минатата година, чинам? Да, ова е статуетката, односно формата која што ја доделуваме, таа е специјално правена пред 3 години за жените менаџери, се вика Жена водилка, е по авторско дело на вајарот Никола Смилков, и вакви статуетки, значи 10 ќе се доделат на најуспешните жени менаџери, кои што ние традиционално ги избираме од успешни приватни компании, од различни области и дејности, од целата држава и од регионот. Дел од нив сме ги запознале ние сами, а некои ни биле препорачани од нивните деловни колеги и партнери, и секогаш се почитува и личната согласност на жените менаџери да бидат дел од овој избор. Велите од различни дејности, различни области. Има ли некоја дејност од каде најмногу се избираат? Па жените традиционално во некои области се позастапени, меѓутоа ние оваа година се обидовме да вклучиме и жена од енергетиката и жена од прехранбената индустрија, затоа што организираме и бизнис форум во кој што тоа ни се главни теми, а кои што се и најактуелни и најгорливи теми, така да значи имаме различни области и дејности, жената е секаде присутна, таа е реалност, нејзините резултати се видливи и мерливи и не е воопшто случајна, а овие кризи само покажуваат дека бизнисите што таа ги изградила се монолитни, дека таа честопати била на ветрометините на бројни кризи, успеала да изгради систем за борба во кризи, па така успева еве и овие повеќе кризи кои што ги чувствуваме сега во овој актуелен економски миг да ги преброди и да овозможи на компаниите со кои што раководи, менаџира или е дел од предприемништвото да останат витални и да им обезбеди одржлив развој. На колку жени ќе им бидат врачани овие статуетки? Има ли некои критериуми, верувам, според кои се избираат? Да, значи на 10 неуспешни жени менаџерки критериумите се како што кажав, нели веќе ви ги набројав и јас би сакала и ви да ги прочитам менаџерките по азбучен ред на презимиња, онака како што ќе бидат и прогласувани на свечената манифестација. Тоа се Драгица Устапетрова Атанасова, која е генерален менаџер во делот на енергетика, Наташа Денковска Бојковски, која е генерален менаџер во областа на прехранбена индустрија, Јасминка Вангелова, која е генерален менаџер во услужни дејности, Ангела Јолаковска, која е финансов менаџер во производство и ни доаѓа од Охрид, Маја Станковска Костова, генерален менаџер исто од услужни дејности, Марија Костуранова, исто така генерален менаџер од услужни дејности, Маја Кузмановска, генерален директор од областа на образованието, Весна Чемерска Попова, генерален менаџер во делот на стоматологијата од Кавадарци, и двете од регионот, Аракси Микаелијан, генерален менаџер на компанија која работи со Агроберза, и тоа со најголема берза аграрна во регионот, и ни доаѓа од Војводина, односно Република Србија, и Санија Мурати, која ни доаѓа од Република Косово и која што работи со женското предприемништво и го држи најголемиот ланец, односно го потпомага и го промовира најголемиот ланец на жени предприемачи во Косово.
Го напоминавте бизнес форумот, чинам тој ќе се одржи истиот ден на 27 април. Во колку часот? Мај. Да, значи бизнес форумот е првиот настан, тој оди на 27 мај од 10 до 16 часот и насловен е како економски перспективи за предвидлив развој, ги опфаќа трите значајни теми за енергетика, прехранбена индустрија и личен менеджмент, а вечерната манифестација е од 20 часот истиот ден на истото место во Скопје. Оваа манифестација целокупно 27 пати, односно сега е 27 пат. Како поминавте минатите години, дали беше истиот концепт или можеби имаше нешто различно? Да, овој концепт е речиси ист секоја година, критериумите се тие, секогаш кај нас се избирало од приватен сектор, од успешни компании, понекогаш доделуваме нели и почесни признанија. Минатата година такво едно специјално признание и доделивме на нашата гувернерка Анита Ангеловска-Бежовска. Инаку од минатата година тргнавме и со регионот и имавме 3 представнички, минатата година имавме бизнес форум и оваа година, значи гостите од регионот се присутни и во бизнес форумот, значи можеме малку и повеќе содржински да слушнеме околу сето она што они го работат и да зборуваме за теми на кои што мора заеднички да работиме, особено затоа што се ова базични теми за секоја економија и каде што ни е потребно да се вмрежуваме, односно да соработуваме и да си помагаме, особено во вакви тешки услови на економска криза. Мислам дека се убаво си објаснивте. Имам уште едно прашање за крај. Од она што можев да го прочитам, барем најинтересно за мене ми се видоа оние донации со кои ќе биде заокружена оваа манифестација. За какви поточно донации станува збор? Значи, оваа година ја активиравме хуманоста на клубот Марили бизнес клуб на жените менаџери. Тоа е клуб од менаџерки кои што јас наназад ги обединувам од моите избори. Сме имале донации предходно, освен во периодот на пандемијата кога сите бевме нели хумани за секого. Сега повторно членките на клубот се активира, односно собраа средства. Купивме тестови за апаратот Афиас 6, а тоа е апарат за безболни крвни анализи, кој што всушност го отстапи на клубот една од нашите членки, Наташа Блажевска од Скопје, и одлучивме да собереме средства. Околу 500 тестови се купени за овој апарат и бидејќи се работи за безболни крвни анализи, односно нема земање крв од вена, туку само од прст, тоа определивме да биде наменето за децата и овој апарат заедно со тестовите ќе бидат донирани во детската болница во Козле. Овој чекор на вистина е за пофалба. Ви благодарам многу за разговорот и се надевам дека се ќе помине во најдобар ред за време на манифестацијата. Ви благодарам многу за вашето присуство и поддршка што ја давате на овие проекти и поздрав до вашите гледачи. Тоа беше Лидија Трипуновска, која што дефинитивно ќе биде дел од манифестацијата, која што ќе се одржи на 27 мај, а насловен избор за најуспешни жени менаџерки за 2023 година.